Се работи за проект кој што го реализираме во село Курбиново за потребата на 200-тината жители на ова преспанско село, каде што се работи за проект кој што го решава проблемот комплетно на водоснабдувањето со вода за наводнување на преспанските, односно овоштарите од село Курбиново и сите оние кои што имаат своји овоштарници во овој атар. Се работи за поставување на 10 барски 180 профилен примарен цевковод во должина од 520 метра, кој што ќе успее да го комплетно реши проблемот со водоснабдувањето со вода за наводнување на овоштарниците на жителите од село Курбиново, кои што изминативе години за волја на вистината имаа сериозни проблеми, не само со издашноста и капацитетот на постојниот систем за наводнување, туку и со водоснабдувањето, односно со водата за пиење. Имено во летниот период, кога се јавува сушни периоди, имаше проблем со водоснабдувањето со вода за пиење, бидејќи дел од водата за пиење се користеше од дел од жителите на ова село и за наводнување на овоштарниците, наводнување на градинарските парцели кои што ги имаат во поголем број жителите на ова село, и со реализацијата на овој проект мислам дека сите овие проблеми ќе се надминат. Инаку се работи за проект кој што општина Ресен го реализира заедно со UNDP, односно со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за поддршка и развој, како дел од мегапроектот за заштита на Преспанското езеро и реализацијата на 10 проекти, мали инфраструктурни проекти кои што се реализираат во Ресен и во неколку рурални населби во нашата општина. Имено се работи за проекти кои што во одредени делови од Ресен и Преспа ќе го решат проблемот со отпадните, фекалните води и зголемувањето на капацитетот на одредени позиции, исто така со решавање на проблемот, односно подобрување на системот за водоснабдување во трите главни точки кои што во моментов имаме проблем во Ресен, а тоа се населбата Пролет, населбата Славеј Кварсов и горните делови на населбата Јанковец, како и подобрување на системот за водоснабдување во село Дупени. Покрај овој систем за водоснабдување со вода за наводнување во село Курбиново се реализира уште еден ваков сличен проект во селата Крани и Јарвати, каде што исто така со поставување на примарен цевковод ќе се подобрат условите за водоснабдување и условите за наводнување на земјоделските површини, а исто така покрај сите овие проекти во делот на оние 10 мали инфраструктурни проекти кои што, да споменам, вредат некаде околу 200.000 американски долари, сите тие се донација од Швајцарската агенција за поддршка и развој, ќе се реализираат и неколку инфраструктурни проекти кои што ќе значат подобрување на квалитетот на живење во смисла на поставување на мали забавни рекреативни паркови, односно екопаркови кои што одредени површини каде што засега се излага отпад ќе се претворат во паркови со зеленило и со целата потребна инфраструктура.